Следното прашање доаѓа од Мартина Филиповска и вели која храна е најдобра за имунитет. Мартина, не постои најдобра храна за имунитет, затоа што пред се имунитетот не се случува, не доаѓа поради тоа што јадеме одреден тип на храна. Имунитетот се создава кога ќе дојде во сусрет со различни бактерии, вируси и така натаму. Тоа што можеби ти ме прашуваше како да изградиш подобра инфраструктура за кога имунитетот треба да реагира, да има ресурси и градежен материјал и муниција од каде да зема за да може да се бори против, народски кажано, непријателите. Многу често во денешни услови, бидејќи науката се повеќе напредува, и знаете, зборува ќе излезе со факти дека цинкот, придонесува за одржување на имунитетот, витамин Д придонесува за зајакнување на имунитетот. И тоа повеќе науката зборува за тоа дека недостатокот на витамин Д, на цинк и така натаму ќе придонесе за компрометирање на имунитетот. И затоа е многу важно ова да го разбереш, бидејќи баш поради ова многу луѓе денеска хистерично користат суплементација и еднонутритивни витамини и минерали се со цел за да го појачаат имунитетот. Но мора да ти е јасно дека тоа не се случува, затоа што доколку немаш недостаток на одредени витамини и минерали, користењето на мултивитамини и додатоци е непотребно и безполезно. Така да добра исхрана, добар животен стил, физичка активност редовна, хидрација и се она што подразбира урамнотежен живот е формулата за долгорочно здравје, за добар имунитет, за добра енергија, за добар изглед, така да не барај која конкретно храна или продукт ќе ти придонесе за такво нешто.